Во општина Карпош денеска официјално започнува реконструкцијата на улицата Загребска, една од најзначајните сообраќајници во овој дел од Скопје, која секојдневно ја користат голем број граѓани. На почетокот на градежните активности присуствуваа градоначалникот на град Скопје Уруце Ѓоргиевски, заменик градоначалникот на Карпош Неделчо Крстевски. Од локалните власти истакнаа дека станува збор за улица која со години била во лоша состојба и чија реконструкција била неопходна, особено поради близината на Институтот за респираторни заболувања кај децата Козле. Проектот предвидува целосна санација и уредување на коловозот со цел да се подобри безбедноста и квалитетот на сообраќајот. Дополнително ќе биде изграден и подпорен зид долго околу 50 метри и висок 4 метри, кој треба да придонесе за стабилизација на теренот и спречување на идни оштетувања. Од град Скопје информираа дека паралелно продолжуваат активностите на неколку значајни капитални проекти во Карпош. Меѓу нив е и мостот на улицата Љубљанска, каде што се изведуваат работи на подпорните конструкции, како и Клучката Момин поток, каде што во тек изградба на 3 моста и други инфраструктурни запади. Поедно најавена е изградба на нов парк со површина од околу 70.000 квадратни метри меѓу булеварите Илинден и Љубљанска, кој ќе понуди простор за рекреација, спорт и одмор за жителите на Карпош и Скопје. Од надлежните институции нагласуваат дека реализацијата на овие проекти има за цел подобрување на сообраќајната инфраструктура, зголемување на безбедноста и унапредување на квалитетот на живот на граѓаните. Општина Газибаба и оваа година ќе обезбеди еднократна финансиска поддршка во износ од 3.000 динари за семејствата кои имаат запишан ученик во прво одделение во учебната 2026-2027 година. Од општината информираат дека мерката е насочена кон обезбедување директна помош за родителите и олеснување на дел од трошоците поврзани со почетокот на основното образование. Градоначалникот посочи дека финансиската поддршка за првачињата за прв пат била воведена во учебната 2022-2023 година и представува дел од програмските определби кои континуирано се реализираат. Право на користење на средствата имаат сите семејства од територија на општина Газибаба, кои имаат запишано ученик во прво одделение. За остварување на поддршката потребно е да се поднесе барање со соодветна документација. Апликантите треба да достават потврда од основното училиште за запишан ученик, извод од матична книга на родени, копија од лична карта на еден од родителите и копија од трансакциска сметка. Од општина Газибаба најавуваат дека дополнителни информации за роковите и начинот на поднесување на барањата ќе бидат достапни преку општинските служби и официјалните канали за информирање. Од 2 до 13 јуни оваа година со почеток од 20 часот парковите низ општина Центар ќе се претворат во кино под отворено небо за сите деца, млади и семејства. Преку филм, дружба и забава, патувачко кино на најмладите им нуди едно поинакво културно и едукативно искуство. За оваа намена е снимен и посебен македонски детски филм составен од кратки приказни, преку кои децата учат за почит, другарство, култура на однесување и мали навики што прават големи разлики, информираше градоначалникот Горан Герасимовски. Проекциите ќе се одржуваат на повеќе локации низ Центар, за секој дете општината обезбеди пуканки и сокче. Првата кинопроекција ќе се одржи утре во паркот во Капиштец. Во амфитеатарот на Домот на култура Илинден се одржа 12-тото издание на меѓународниот фолклорен фестивал Света Тројица во организација на Кут Гоце Марковски под покровителство на општина Илинден. Фестивалот започна со свечено дефиле на учесниците кои придружувани од звуците на зурли и тапани продефилираа низ главната улица во населбата Илинден. Во рамки на настанот беше изведено и големо интернационално орока и кружниот тек, пошто програмата продолжи во Домот на културата. Пред бројната публика настапија фолклорни ансамбли од Србија, Бугарија, Чиле, Босна и Херцеговина, како и домашните ансамбли Кут Гоце Марковски и Ампи Илинден. Учесниците преку песна и игра традиционални носии го представија богатото културно наследство и фолклорните традиции на своите земји. На фестивалот присуствуваше и градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓоргиевски, кој на учесниците им додели пригодни подароци и плакети со грбот на општината како признание за нивниот придонес во зачувувањето и промоцијата на културните вредности. Во своето обраќање, градоначалникот истакна дека фестивалот има значајна улога во поврзувањето на народите преку фолклорот, создавањето нови пријателства и негувањето на традицијата и културното наследство. Тој нагласи дека ваквите настани представуваат можност младите генерации да се запознаат со македонската култура, но и со традициите на другите земји.
Град Скопје ја спроведе втората авионска фаза од дезинсекцијата против узрасни форми на комарци на целата територија на градот, како дел од редовните активности за заштита на јавното здравје и намалување на ризикот од ширење на заразни болести. Од град Скопје информираа дека активностите биле реализирани во раните утрински часови во согласност со предвидената програма, законските обврски и препораките содржани во елаборатот подготвен од Центарот за јавно здравје. Според најавите, во текот на утрешниот ден ќе биде спроведена и третата фаза од авионската дезинсекција, која представува дел од континуираните мерки за контрола на популацијата на комарци во пресред на летната сезона. Од градските власти нагласуваат дека навременото и системско спроведување на дезинсекцијата има клучна улога во спречувањето на масовна појава на комарци и во создавањето по безбедна и по квалитетна животна средина за граѓаните. Во наредниот период се предвидени уште 2 дополнителни фази на третирање кои ќе опфатат авионско и теренско прскање со цел обезбедување поефикасна заштита на подрачјето на главниот град. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски сподели видеозапис од процесот на авионската дезинсекција, додека од град Скопје порачаа дека остануваат посветени на спроведување на времени и одговорни мерки во интерес на здравието и благосостојбата на граѓаните. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни.